Кога го најави повлекувањето договорот, Трамп изјави дека ќе ги зголемува американските нуклеарни резерви се додека луѓето не се вразумат. Но во понеделникот тој на Твитер напиша: "Сигурен сум дека во некое време во иднина председателот Си и јас, заедно со председателот Путин од Русија, ќе почнеме да разговараме за значајно запирање на она што стана главна и неконтролирана трка со оружје. САД потрошија 716 милиарди долари оваа година. Лудо." Иако Трамп ја откажа планираната билатерална средба со Путин во рамките на состанокот на Г20 во Буенос Ајрес, тие таму сепак има неформален разговор. Одлуката на Трамп да се повлече од договорот ги зголеми глобалните грижи, а представници на неговата администрација се ангажираа во објаснување на овој негов потек кој бил неопходен бидејќи подолго време Русија го крши договорот. Постигнат во 1987 година, овој договор не ја покрива Кина и е дизајниран да ги елиминира руските ракети со краток и среден дострел на прагот на Европа. Токму овој договор и најавата на Трамп да се повлече од него се и на агендата на состанокот на шефовите на дипломатиите на НАТО во Брисел. Генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг, најавувајќи го дводневниот состанок, изјави: "We are concerned about Russian compliance and concerned about the new missile they are deploying in Europe, aiming at able to reach European cities within minutes." Инаку, според аналитичарите, зачудува оценката на Трамп за лут американски буџет за одбрана од 716 милиарди долари. Тој дојде на власт најавувајќи дека огромната американска војска има големи недостатоци и ветувајќи голема реконструкција на вооружените сили.